Македонски медиа сервис. mms.mk 8 месеци откако Штип како најголем потрошувач се приклучи кон хидросистемот Злетовица, браната Кнежево каде се акумулира водата е со стабилен капацитет. Со ова се потврдија и проекциите според кои потрошувачката на Штипјани нема значајно да се одрази на издашноста на системот. Во моментов исполнетоста на браната е 74% и во неја се акумулирани 17 милиони кубици вода. Деновиве, која е трета декада од септември, при посетата на браната Кнежево, од раководителката на одржување Елена Досеска, добивме потврда дека по сушните јуни и јули, изминатото лето и врнежливиот август, состојбата на браната е речиси идентична како и претходната година и покрај секојдневното задоволување на потребите на штипските потрошувачи. Значи, со приклучување на општина Штип, што е пофалба за Злетовица како потрошувач, но можеме да кажеме дека бидејќи браната е проектирана, за целокупниот систем, да се водоснабдуваат сите 6 општини, тука ќе ги споменеме, веќе постоечката Пробиштип, Свети Николе веќе пие вода од браната, сега Штип, во наредниот период ќе се приклучат и Лозови Карбенци, таа е димензионирана и е проектирана да ги задоволува сите општини, така да во однос на нивото на водата немаме некој проблем. Штип како потрошувач, сето е предвидено и задоволува како капацитет. Браната Кнежево е лоцирана во чист планински предел и се полни со водите на Злетовска река, нејзините притоки. Реката извира од високите планински врвови на Осеговието, предел кој што и во летно време е под снег. Тоа ја прави издашноста на реката и е гаранција дека и во најсушните периоди и кога сите општини ќе бидат приклучени кон хидросистемот, ќе има доволна количина на сирова вода за преработка во филтер станиците во општините кои се опфатени со проектот. Веде директорот на Злетовица Љупчо Благоевски очекува вака акумулираната вода во браната и незиното постојано обновување да бидат доволни и за втората фаза од проектот, а тоа е и наводнување на земјиштето во Пробиштип. Максималната исполнетост на браната беше лани во февруари 2021 година, кај што имавме на прелив на самата брана, бидејќи имаше временски прогнози, кај има големи снегови, тие снегови притопењето предизвикува полнење на браната. Тоа е последното, пред тоа имавме исто така едно полнење максимално, кој што идеше на прелив. Инаку, секогаш браната сиди со контролиран испуст, како што гледате и сега, ние испуштаме со малку поголема количина, за да можеме да ослободиме простор ради престојниот есенски период и зимски, кој што треба да ги прифатат водите од самите извори на Злетовска река и сливното подрачје на браната Кнежево. Од контролната соба на хидросистемот, каде раководителката Досеска ги презентираше моменталните состојби со браната, неминовно беше и прашањето за проекциите, за можните последици од климатските промени врз издашноста на браната. Па да се очекуваме дека нема да има некоја значајна последица, бидејќи самата вода си го прави доброто на самите климатски промени. Сепак пак ќе спомнам, со менаџирањето, доброто менаџирање, се предвидува пред време колку од прилика вода ќе користат сите општини, така да рационално се троши водата, наменски се троши, од акумулацијата се пушта доволно количина на вода, да го задоволи водоснабдувањето на општината и секако биолошкиот минимум во река Злетовица, кој што е наша обврска и кој што мора да го има. Од браната Кнежево со вода за пиење се снабдуваат жителите на Штип, Пробиштип и Свети Николе. Во наредниот период се очекува да се приклучат општините Карбенци и Лозово, кои во споредба со веќе приклучените имаат далеку помали потреби. Пред 10 дена приклучувањето на последните две општини беше на редовна седница на владата, која даде одобрение за отпочнување на постапки за повеќегодишни јавни набавки за реализација на активностите за општините Свети Николе и Лозово. Реализацијата на активностите од прва фаза водоснабдување од проектот Хидросистем Злетовица за општините Штип, Карбенци, Свети Николе и Лозово е со цел да се обезбеди чиста вода за пиење и целосно подобрување на квалитетот на живење на граѓаните во овие општини. Во исто време, проектот ќе обезбеди одржлив систем за долгорочно профитабилно функционирање на системот Злетовица, заклучија членовите на владата. Македонски медиа сервис. mms.mk